Повеќе од една деценија овде кај нас се аплицира ХПВ вакцината, меѓутоа со оглед на податоците што ги добиваме од Министерството за здравство, од Клиниката за гинекологија, меѓутоа и од невладиниот сектор, интересот кај родителите, бидејќи станува збор за малолетни деца, е се уште на незадоволително ниво. Меѓутоа, невладината HERA е на терен, работи на оваа проблематика, а и со луѓето засегнати, односно со младите. Кои се вашите сознанија? За жал, се уште кај нас постојат многу предрасуди по однос на вакцинацијата генерално и вакцинацијата кога станува збор за ХПВ. Она кое што е дел од нашето работење, меѓу другото, е подигнување на свеста, информирање, за да може родителите да донесат информирана одлука, што е во најдобар интерес на децата, а таа е секако базирана на клиничките протоколи и упатства од Светска здравствена организација и националните клинички упатства. Медицина базирана на докази вели, вакцинацијата за ХПВ е значајна и истата е ставена во календарот за имунизација на децата, на младите од 12 годишна возраст, значи може младите да се вакцинираат. Она кое што е наша задача е да ги пренесеме информациите до родителите. Работиме заедно со семејните лекари, работиме заедно со матичните гинеколози и гинеколозите кои што се во нашата земја на примерно секундарно и терцијарно ниво. Кои се стравовите, кои се оние недоумици што ги имаат родителите, вие се среќавате? Како организација повеќе од 20 години, 25 години работиме, едуцираме, областа во која што делуваме е сексуално репродуктивно здравје, превенција од сексуално преносливи инфекции, безбедно сексуално однесување, како младите да се заштитат и како да превенираме сексуално преносливи инфекции. ХПВ-то е само еден сегмент од целокупното наше действување. Едукација и работилници имаме со родители, имаме со деца, врснички едукатори кои што меѓу другото даваат информации помеѓу младите, меѓутоа и во рамки на младинските центри сакам да знам, кои што работат од 2005 и 2006 година. Младинскиот центар сакам да знам во одноамбулантата и младинскиот центар сакам да знам во амбулантата во Шуто Ризари. Освен едукации, преку овие центри даваме бесплатни гинеколошки прегледи, бесплатни дерматовенеролошки прегледи. Се прави ПАП тест кој што исто така е бесплатен. Сексуално преносливи инфекции имаме брзи тестови. Истите се достапни за младите, истите се достапни за лица кои што се од социјално ранливи исклучени категории, лица со попреченост, ромската популација во центарот во Шуто Ризари. Целта е, значи, да се подигне свесноста за да имаме безбедно сексуално однесување, да превенираме понатамошно, значи, компликација во делот на планирање на семејство. Ме прашавте, не одговорив на во делот на кои се оние предрасуди кои што многу често постојат голем дел на предрасуди кои што сметаат дека ХПВ вакцинацијата може да предизвика инфертилитет, односно стерилитет. Нешто кое што самите здравствени работници, самите гинеколози едуцираат, информираат, повторно во соработка, значи тоа го правиме со нив, дека тоа не е така, туку напротив, дека заштита значи можност за соодветно планирање на семејство и имање на семејство тогаш кога младите ќе сакаат и кога ќе бидат подготвени да истото или го формираат. Родителите на малолетните деца се тие кои што треба да ги слушнат информациите, затоа што за малолетни лица, за малолетните деца одлуката ја носат родителите, така што едукацијата и информирањето секако може да го добијат и едните и другите. И при крајот нашиот разговор обично има и прашања за мене нелогични, дали само машки или само женски, зошто машки, не треба машки. Тука треба исто така малку да се работи, бидејќи сексуално преносливите болести, а и проблемите и околу стерилитетот доаѓаат и како од машко, така и од женско. Така е, постојат се уште, како да кажам, поделеност по однос на тоа кој е виновникот, би кажала во наводници, во однос на пренос на сексуално пренесливи инфекции. Превенцијата, едукацијата, вакцинацијата е и за момчињата и за девојчињата. Можеби тоа е затоа што девојките
и жените многу повеќе имаат пристап на некој начин до гинеколог. Имаат пристап до прегледи и многу често заради тоа одат кога има потреба на преглед. Додека пак за момчињата е малце покомплицирано. Кога има потреба и стигма, меѓутоа и самите прегледи во нашата земја патоказот се уште не е доволно јасен. Не знаат каде додат. Ако девојчињата и жените имаат матичен гинеколог, за момчињата нема. Она кое што е прва влезна врата се семејните лекари, се во примарна здравствена заштита. Меѓутоа нема специјализација која што е како гинекологот пандант за момчињата. И токму затоа можеби и се уште се мисли дека ќе се тестира девојката или жената, Па ќе се види. па индиректно ќе видиме дали и момчињата и мажите имаат нешто. Одговорноста е на сите нас, прегледите, превенцијата не засега сите, токму затоа и апелот е да сите се едуцираме, провериме, тестираме и заедно ги носиме одлуките по однос на планирањето понатаму на семејството. Јас ви благодарам за разговорот. Посакувам убав ден, ви благодарам.